Денеска еден од одсеците на поуката беше за Божјата реч. Божјата реч како наша заштита. Ја верувам дека има многу причини да ја сакаме Библијата. Ако сме љубители, а верувам дека кога се собираме вака во црква, дека љубовта кон Бога, љубовта кон вистината, љубовта кон Библијата не е таа која што не собира. Но колку и да звучи чудно, за мене една од причините зашто ја сакам Библијата тоа е причината поради која што е една од основните и по која што се гледа дека Божјата реч е Божја. А тоа е незиниот реален речник. Библијата се занимава со реалноста и наместо да не залажува или да ни ласка дека сме нешто добри, таа не е таква, туку реално ја прикажува состојбата, нашата природа, природата на гревот и така натаму. А знаеме дека човекот по природа е зол и реалноста е таа дека заради таа грешна природа што ја носиме е склон кон грев и често греши. Псалмот што ќе го обработуваме е одраз на состојбата во која што се нашол Давид, откако бил соочен со своите гревови, откако, знаете, му дошол Натан во 2 Самуилова 12 глава, која ќе му ја каже онаа приказка и која ќе му рече ти си тој човек. Значи, гревовите, оние многу лесно препознатливи гревови кои што тој ги направил, прелюбата и убиството, и тоа како ги сторил? Со умисла. Планирано и тоа добро испланирано. Дори начинот како да се извади од тоа му беше се испланирано во детали. Но минатата сабота, ако се сеќавате, зборувавме за не толку лесно препознатливи гревови, како што се формалната служба и лицемерието. И само да ме подсетам на еден од цитатите, за да видиме колку гревот може да биде и не толку видлив, значи некако прелюба и убиство. Цитатот од Петото сведоштво, 226 страна, вели, никој не е подалеку, значи интересен, силен речник се користи овде, никој не е подалеку од Божјото царство од самоправедните формалисти, кои се гордеат со собствените достигнувања, иако во нив ниту најмалку го нема Христовиот дух, туку и робуваат на зависта, љубомората, славолюбието и желбата за признание од луѓето. Тие им припаѓаат на луѓето кои Јован ги нарекол рожби змиени, деца на злиот. Тие луѓе живеат меѓу нас, незабележани и без да предизвикаат сомнеш. Тие подобро му служат на сатаната од најподлите расипници, бидејќи овие не се кријат, туку се покажуваат такви какви што се. Се мисли на најподлите расипници. Значи, имаме различни видови на гревови. Самата Библија е обично луѓе, како луѓе, ние сме такви, највеќе ги осудуваме оние кои што се највидливи, најпрепознатливи, меѓутоа Библијата ги осудува оние така наречени духовни гревови, како што е меѓу другите и се овие кои што ги спомнавме. Но, на крајот на криштата, гревот е грев. Дали ваков или онаков, тој води во смрт, ако не се покаеме. Затоа во 50-тиот псалм, кој што не беше предмет на проучување минатата сабота, на крајот од самиот псалм имаме повик за покаяние. Значи, кога псалмистот овде ги изобличува, односно Господ ги изобличува формалноста и лицемерието, ако читаме во 21 стих до 23, еве што вели, да се подсетиме. Се тоа го правеше, значи лицемереше, а јас да молчам, зар мислиш дека јас сум сличен на тебе, значи вели Бог, ќе ти изобличам и ќе ти го ставам сето тоа пред очи. Која е целта
Бог да ни го остави гревот пред очи, да го гледаме, да сме свесни дека сме сгрешили. Ако не, да се покаеме. Тоа е целта. Потоа вели, сватете го ова сите вие, кои го заборавивте Бога, да не ве грабнам и никој да нема да ве избави. Значи, последиците се тие. Последиците се страшни, доколку не се покаеме. И потоа ветувањето со кое што завршивме и го завршуваме, заврши 50-тиот псалм, во 23 стих, вистински ме почитува оној што принесува благодарни жртви и на оној кој врви по прави патики, нему ќе му го покажам моето спасение. Спасението е тука на дофат, Господ го нуди и Господ прави се за да не доведе до покаяние. И не случайно после 50-тиот псалм доаѓа 51-тиот, така наречен покајнички псалм, кој што знаеме, историскиот контекст веќе го најавивме, го кажавме, тоа е покајничкиот псалм на Давид, откако бил изучен после цела година криење, откако бил изучен со Натан и се покајал заради своите греови. Но во поширок контекст, можеме да ја согледаме оваа врска меѓу 50-тиот и 51-тиот псалм. Значи, затоа и се еден до друг, веројатно. Покаяние од греот, без разлика на тоа каков е, затоа што без покаяние Господ не може, и признавање на греот, нормално и оставање, Господ не може да ни го прости греот. А покаянието е првиот чекор за Господ да не прими, како што вели Елен Вајд во Пат кон Христа. Убавината на овој 51 псалм е тоа што без оглед, она што ќе го заклучиме на крајот е, без оглед на тоа колку длабоко може човек да потоне во калта на гревот, така да кажеме, може да дојде до покаяние кај Бога, со покаяние кај Бога и да прими проштевање. И овој псалм ќе ни прикаже уште еднаш колку е милостив Бог од една страна, какво треба да биде вистинското покаяние и каков ефект тоа може да има на нашиот однос со Бога. Па да почнеме, 51 псалм. Од први стих, ги читам првите 3 стиха. Кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при вица Веа, и вели, смили ми се Боже, или помилуј ме, како што вели во другиот превод, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев, зашто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секојаш пред мене. Давид на самиот почеток му пристапува на Бога на кој начин? Врз основа на што? На нешто свое? На што се повикува? На Божјата милост и добрина. Што или помилуј ме според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Не заради нешто свое. Значи сме му сгрешили, сме го ожалостили, така натаму, нашата праведност е како нечиста облека, знаеме дека сите сме грешници. Значи во нас нема никаква основа да му придеме на Бога, меѓутоа во него е целата основа и причина да му пристапеме и тоа слободно и да побараме прошка. Зошто? Затоа што е милостив, многу милостив, спор на гнев, како вели Библијата, обилен во милосрдие, проштава грев и престап и така натаму. И ќе видиме дека тука Давид не се правда воопшто за гревот или се изговара, туку целосно се подпира таков каков што е на Бога, на тоа каков е Бог, го познава Бога. Видите колко е битно да си познава Бог, за да му се приде нормално, слободно и во покаяние. Слично како блудниот син во параболата. Сеќавате, после одредено време доаѓа при себе и што решава? Откако се најде во глад, во скудност, да се врати кај својот татко. Зошто? Затоа што кај него има леп. Затоа што мојот татко е добар, тогаш му текнува. А мојот татко е добар, ке ме прими, иако недостоен, оди синот, со мисла, ке му бидам наемник, како беше, но има неочекуван пречек за сето тоа. Тоа е нашиот Бог. Го приме како син назад. Но,
се освестува и врз основа на тоа каков е неговиот татко, затоа што знае тој оди, се враќа назад. Тоа го прави и Давид. Знае што направил, свесен е. Иако нели цела година го криел сето тоа, меѓутоа не може да се скрие откако нели Натан ќе го изучи. Три изрази за гревот овде се користат. Ако се сеќавате кога проучувавме оној другиот покајнички Псалм 32, исто се користеа три изрази за гревот. Овде во македонскиот превод беззаконие, потоа вината се спомнува за гревот и гревот. И три изрази на тоа што Давид бара од Бога да стори со неговиот грев. И овде се гледа неговото познавање на тоа колку е страшен гревот, длабочината на гревот. Не е тоа само онака, знаете. Нешто тривијално, нешто неважно. Вели, спомнува бришење на беззаконието, спомнува изми ме целиот од мојата вина, очисти ми од гревот. Значи, свесен е Давид дека е должен, дека има некаков долг кој што треба да му се избрише. Свесен е дека гревот е валкан, дека гревот валка, па му е потребно миење, тоа целосно од глава до пети, кој што вели, целиот ме изми. Свесен е дека му треба чистење. Значи, Давид ја сваќа длабочината и сериозната на гревот, затоа и користи ваков речник. Гревот не е играчка, како што вели Елен Вајд, гревот е скап бизнис. Еден краток, ама многу јак цитат од нејзи. Најскап. Да. Значи, Давид ја сваќа длабочината и сериозноста на гревот, како што рековме, затоа користи таков новозаветен речник всушност. А да се сетиме на 1 Јовано 1.9, познатиот стих. Вели, ако ги исповедаме своите гревови, Бог е што? Е верен и праведен да не ги прости гревовите и што? Не само да не ги прости, туку и да не очисти од секоја неправда. Чистење, комплет. Потоа во третиот стих вели, зашто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секогаш пред мене. Сега го забележавте истиот речник како во 50-тиот псалм. Господ што вели тамо, им се заканува, им вели, сето тоа го правеше јас да молчам, зарем мислиш во 21 стих од 50 псалм. Така јас сум сличен на тебе, ќе ти изобличам и ќе ти го ставам сето тоа пред очи. Како Натан што му ги стави гревовите на Давид пред очи. И сега Давид тоа го спомнува во своето покаяние, зашто го признава своето беззаконие, мојот грев е секогаш пред мене. Свесен сум, тука е, го гледам. Свесен сум што сум направил. А која беше тенденцијата на лицемерот во 50-тиот псалм? Сеќавате ли? Еве да читаме од 16 стих. А на грешникот Бог му проговара, на лицемерот. Зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста? Значи, на уста му е Божјата реч, заветот Божи и така натаму. Ти кому стегањето или дисциплината, да кажеме, не му е пријатно, па моите зборови ги фрлаш зад плеки. На уста му е словото, ама зборовите ги фрлаш зад плеки. Кога ќе го видиш крадецот, се побратимуваш со него и сега да не читаме, значи тоа лицемерието објаснето овде опишано. Значи лицемерот, односно самоправедниот, на уста го има словото, но во суштина го фрла зад плеки, а тоа го прави исто и со гревовите. Своите гревови. Односно, другите ги осудува, ги изобличува за нивните гревови, а своите гревови ги става зад плеки. И затоа Бог сака да не изочи со нив и да не ги стави пред очи. Не тугите, нашите. Лесно е тугите да ги гледаме, меѓутоа нашите најчисто не ги гледаме. И еве како Давид еден период бил таков, значи се криел цела година, како што тоа може би го прават некои со години, но сепак дошол моментот кога
му пристапил на Бога, откако нели бил изучен, му бил ставен греот пред очи и се покајал, и како што вели во 32 псалм, 5 стих, значи сега се наврќа малку и на некои стихови од таму, вели, тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев, реков, ќе му го признам на Господа својот престап и што? И ти ми ја прости вината. Тоа е Бог. Ако се покаеш, Господ е тука веднаш да прости. И да ти го тргне тој товар од плеки. И видите во следниот стих, во 4-тиот гледаме колку Давид е свесен за тоа што е греот. Ова е прекрасен момент кој што, ако го имаме ова на ум, ја верувам дека ова може многу да ни помогне. Што види во 4-тиот стих? Тебе, Господи, само Тебе ти сгрешив и направиш што е зло пред Тебе, ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Две работи спомнува. Прво, Давид со ова не негира дека направил штета на луѓе, и тоа каква штета направил. Значи го убил неговиот најдобар генерал, да кажем, за да му ја земе жената. Значи, штета неверојатна. Но сваќа дека кога човек греши, му греши прво и основно на Бога. Тоа е гревот. Замислите кога ова мисла би не водила постојано во животот. И за најмала работа, дали ќе го излажеш некого, дали ќе му подмеснеш нешто, дали ќе го украдеш или било што. Го крадеш, го лажеш Бога. Зошто Јосиф не сгреши кога беше во слична ситуација? Слична, односно и многу различна, знаете. Зашто Давид, кај Јосифа беше нешто друго. Јосифа сака да го силуваат, да не кажем така. Постојано му додеваше, што вели таму жената на Петефри, секој ден. И што? Што изјави Јосиф? Како би можел да направам толку големо зло и да сгрешам против Бога? Тоа беше таа мисла која што го водеше Јосиф, па Јосиф издржа и не сгреши. Давид сега е свесен кога се кае и знае дека греот како прво всушност е грев против Бога. Му грешиш прво и основно на Бога. Од овде се гледа всушност дека тој вистински се кае, тој сваќа што е греот всушност. Греот не е играчка. Греот не е му сгрешив, не знам што сум направил, било од најмала ситница. Меѓутоа му грешиме на Бога, треба се свесни за тоа. И видите што вели, значи во вториот дел стихот, значи првата работа е таа, сваќаш што е гревот, што вели? Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Давид овде не размислува за последиците кои што му биле навестени од Натан. Ќе прочитам дел од нив. Туку важно му е да го истакне праведниот Господов суд. Тој е свесен дека му сгрешил на Бога и знае дека Господ ќе пресуди како што треба, праведно. Не размислува воопшто на последиците кои што биле страшни. А кои биле, сеќавате ли таму, ако читате во 2 Самуилова 12 глава, значи, не мора да отварам, јас само ќе спомнам, вели, од Бога, пораката преку Натан, никогаш не ќе се сврти мечот од твојот дом. Тоа е прво. Потоа, еве, јас ќе подигнам зло против тебе од твојот дом, ќе ги земам твоите жени од пред твоите очи и ќе му ги дадам на твојот ближен, знаете, на таа случка, кој ќе спие со твоите жени пред ова сонце, јавно. Ти тајно, ама еве, ја ќе направам јавно. Трето, неминовно ќе умре детето кое ти се роди. И сега да не редиме, натаму имало и повеќе последици. Ама Давид овде, кога се кае вистински, он воопшто не размислува на последиците. Како да вели, Господи, ти си прав. Што ќе биде? Ќе биде. Оставам на тебе, ти си прав. Меѓутоа, јас знам дека ти сгрешив. Прво на тебе. Значи, Давид е целосно разоружен, целосно предаден, целосно се кае. Тоа е вистинското покаяние. Дури оди и подлабоко од ова и открива уште една сурова вистина. Значи, со следново што ќе го каже во 5 стих, Давид не сака да се оправда на некој начин. Еве, сгрешив заради тоа и тоа. Не.
туку само укажува на вистинскиот проблем што го имаме и јас и ти и сите ние како човештво и зошто на секој од нас му е потребен спасител во суштина. Кој е проблемот? 5 стих. Еве грешен су веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. И за да не се разбереме погрешно, некојаш може би некој ова погрешно ќе го разбере, меѓутоа ние не веруваме дека наследуваме грев. Меѓутоа што наследуваме? Грешна природа. Која што не мами и не тера на грев. Значи еве уште еден момент, како што спомнав на почетокот, Библијата е многу јасна и реална. Ние прикажува реалната слика за човечката природа. Зошто грешиме? Затоа што грешната природа не мами на грев. Пак ќе кажам, Давид овде ова него истакнува за да се оправда, еве зошто сгрешив. Можел Соломон подосна уште повеќе да се правда, да еве Давид, наследно, гений. Не. Сите ние го имаме тоа во себе. Сите ние имаме таа грешна природа и затоа човек може многу лесно да падне и да сгреши. Без оглед на тоа зашто станува збор. Што вели Павле, сега да се навратиме малку на стиховите во Римјаните 7 глава. Како иде времето, мислам дека нема да го завршиме вечера псалмот, како и да е. Во Римјаните 7 глава да отвориме. Баш таа борба е спомната овде. Често пати цитирани стихови, но да ги прочитаме од 18. Римјаните 7. Имено јас знам, Павле вели, имено јас знам дека никакво добро, Патем овде го опишува своето искуство. Јас знам дека никакво добро не живее во мене. Тоа е една сурова реалност и вистина што Библијата ни ја предочува и преку Павле и пред се преку Павле. Никакво добро не живее во нас. Односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене. Значи, станува збор овде за човек кој што е осведочен за тоа што е добро, што е зло, знае, свесен е за гребовите, меѓутоа не наоѓа сила како да го победи гревот и вели, желба за добро има во мене, но не е и сила за да го правам тоа добро. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Сега тука да бидеме искрени колку пати ни се случило вакво нешто во живот. Има ли некој кој што не се соочил со ова? А ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот што живее во мене, таа грешна природа пак, во тој смисол. И така го наоѓам овој закон, пазите, тоа е закон. Нема бегање од тоа, тоа е закон. Како што кога ќе фрлите нешто од трети спрат или вие ако се фрлите, не дај Боже, ќе паднете надолу, нема да дојдете нагоре по законот на гравитација, така и ова е закон. Го наоѓам овој закон дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, со мојот ум, да, сакам да му служам на Бога, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите членови. И што ќе каже Павле Остен, беден човек сум јас. Кој може да ме спаси од оваа ситуација, од оваа смртно тело? И веднаш потоа кажува, благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Решението е таму. Решението е во новото раѓање, како што и вчера коментиравме на стикот од Јован 3.9 ли беше, 3.7, не знам како беше, тоа беше стикот од петокот, да? Како и да е. Решението е во новото раѓање. Решението е во тоа да новото раѓање подразбира умирање на тој стар човек. Потребна е надприродна интервенција, значи раѓање од озгора, затоа вели таму, од небото. Оти ова не е мал проблем, ова е суштински проблем, тоа е нашата грешна природа што ја носиме со себе. И кој што не мами на грев. Ако не прелюба или убиство, нешто трето, нешто четврто, нешто пето, се доаѓа од таму. Значи, природата наша е склона кон грев, потребно е ново раѓање. Давид тоа го знаел и затоа бара целосно внатрешно чистење, бидејќи гревот е длабоко внатрешен проблем.
И еве 6 стих, се враќам во 51 псалм. Што вели 6 стих? Ете, ти любиш искрено срце, ме учиш на мудрост во длабочината на душата. Таму треба да се поучам. Таму треба да се среди работата, во длабочината на душата, длабоко внатре, каде што е основниот проблем. И сега е интересен е овој речник што го користи. Пороси ме со босилек, вели овде, всушност тоа е Исоп, се сеќават сега можеби на таа поука што имаше Зорица од предходното тронесече, кога имавме и слика тука на тоа како изгледа Исопот, за да се очистам, измиме и ќе бидам побел од снегот. Што значи ова пороси ме со Исоп? Зошто Давид вака се моли во молитвата? Зошто го спомнува Исопот? Каква била заповета за Пасха? Како требало да се... Со што требало да се напрскаат надвратникот и двата довратници? Со крвта, да, на јагнето, ама со помош на Исоп. Со Исоп. Исопот такво растение како... Еден вид како четка им служило, да кажеме, во тоа време. Значи, може да се натопи со него да се... Значи, еве, ќе читаме Излез 12.22, да не зборуваме на памет. Излез 12.22. Тогаш земете китка босилек, пак овде вели, односно Исоп, натопете ја во крвта, што е во земјан сад, и попрскајте ги со крвта од земјениот сад над вратникот и двата довратници. Нека никој не излегува низ куќната врата до утрото. А како требало да се направи церемонијата од чистење на лепрозниот? Кога некој треба да се прогласи како чист, лепрозен. Пак со Исоп. Да не читаме, или еве, може да прочитаме ајде и онака, веројатно нема да има време се да завршиме вечерва. Левит 14 глава, од 3 стих. Свештеникот нека излезе надвор од логорот и нека го изврши прегледот. Значи, го прегледува лепрозниот, односно до неодамна лепрозниот. Ако утврди дека лепрозниот оздравел од лепрата, нека наредите се земат за човекот што се очистуваат 2 птици, чисти и живи, кедрово дрво, црвено предено и, пак вели босилек овде, всушност тоа е Исоп. Потоа свештеникот нека нареди да биде заклана едната птица над жива вода во глинен сад. Потоа нека ја земе живата птица, а тогаш нека ги натопи заедно кедровото дрво, црвената волна и босилик, односно Исопот, со крвта на птицата заклана над живата вода, и нека го попрска 7 пати оној кој што се очистува од лепрата, и нека го прогласи за чист, а живата птица нека ја пушти во полето. Е повторно Исопот, тој е речник што Давид го користи овде не случајно. Чистење со крвта. Или ако сега отидеме во Новиот Завет, Евреите 9.19, кога Мојсей го дава законот, што вели, Евреите 9.19, или всушност воопшто евреите ни опишуваат дека се треба да се очисти со крв. Овде вели во 9.19, именно кога Мојсей му ја изговори секоја заповед според законот на целиот народ, зеде крв од јуници и јарци со вода и со црвена волна и со Исоп. Овде сега е конечно добар превод во Новиот Завет. И со Исоп ги попрска и самиот книжен свиток и целиот народ. Велејки 20 стих, ова е крвта на заветот што Бог го склучи со вас. Чи заветот се утврдува со крв, со помош на Исопот. И се чисти со крв. Значи, чистењето доаѓа со крвта на невина жртва. И гревовите на Давид може да бидат очистени само со крвта на невината жртва. За него тоа било символично, гледајќи нанапред во пречистото и невино јагне Божие, а за нас тоа е веќе реалност и стварност. И ние знаеме, како што ни кажува во Библијата во 1 Јованово 1.7, 1 Јованово 1.7, вториот дел од стихот вели, да не го читаме целиот, и крвта на неговиот син Исус Христос не очисти, односно не очистува од секој грев. Ете што имал на ум Давид, кога
во молитвата го спомнува чистењето со Исоп, попрскувањето со Исоп. Во 8 стих вели: дај ми, и факт е, мислам, дека ниту еден наш греф не може да биде очистен на крајот без Христовата крв. Па дури, видите, повторно е овде колку е гнасен гревот и колку Давид јасно тоа го сватил дека треба да има чистење. Како во земското светилиште, знаете, она конечно чистење на денот на очистувањето, затоа што било извалкано од сета таа крв земното светилиште, но преносно се валка и небесното светилиште од нашите гревови. И затоа треба да има очистување. 8 стих: дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. Не дека буквално му биле скршени коските, меѓутоа знаете кога ви тежи товар, кога ве гризе совест, не можете да бидете радосни, туку коските ви се како скршени. Да се навратиме сега пак во 32-иот псалм, во 3-тиот и 4-тиот стих. Како ја опишува состојбата Давид додека молчал? Молчал цела една година. И детето се родило и он уште молчи. Се е јасно, се е на виделина, ама цар му се може. Што вели 32 псалм 3 стих? Додека молчев се сушеа коските мои од секојдневното мое воздишување. Значи е тој фигуративен речник. Бидејќи и дење и ноќе тежеше над мене раката твоја, се сушев како на летен припек. Е тоа грижата на совест. Вината што прави. Му се сушеа коските, како да му биле скршени, како што вели во 51 псалм. Па и во суштина така е, како велеше оној стих, дали беше во пословици, дека радосно срце е лек на душата, а жалосен дух ги суши коските. Да. Дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. А тоа секако е кога ќе се покаете, кога ќе оставите гревот, кога Господ конечно ќе ве очисти, тогаш доаѓа и радоста. Заврти го лицето од моите гревови, 9 стих, избриши го сето мое беззаконие. Повторно се навраќа на почетокот од својата молитва. И навистина Господ е голем. Тој кога брише, тој ги брише сите беззаконие, како што читавме во 1 Јован 1:9, или неверојатно каква е таа негова прошка. Римјаните 8:1 што вели? Нели читавме дел од 7 глава Римјаните, каква е таа тешка борба. Меѓутоа, кога сте во Христа Исуса, кога сте наново родени, само така може да бидете во Христа Исуса, што вели 8:1 Римјаните? Нема никакво осудување за оние кои што се во Исуса Христа. Одеднаш нема товар, нема ништо. Нема никакво осудување, законот веќе не ве осудува. Вашите гревови се очистени, вие сте чист. Вие како никогаш да не сте сгрешиле, колку е голем Бог. Каква е таа негова прошка. И само ќе ги спомнеме овие следниве стихови, значи тука негде ќе превршиме. Уште еднаш од овие следни стихови се гледа дека Давид се занимава со суштински проблем. Не е ништо овде површно. Оние познати, можеби најпознатите стихови од 51 псалм. Боже, создај ми чисто срце, копне по чисто срце. И постојан дух обнови во мене. Не ме отфрла од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Само да спомнам овде, кога вели Боже, создај ми чисто срце, знаете кој збор се користи? Оно е истиот бара, како на почетокот, кога Господ создава. Значи, Давид ја посакува, ја бара таа иста креаторска сила, Божја сила, да му создаде чисто срце.
Тоа е тоа наново раѓање. Значи, внатрешноста е проблем, срцето е оно што е најважно. Затоа и минатиот псалм, кој го прочувавме 50-тиот, беше, кога зборувавме за формалноста, Господ го сака срцето, Господ сака служба од срце. Тоа е вистинска служба. Покајанието од срце, кога барате Господ да ве очисти, да ви даде чисто срце, тоа е вистинско покаяние. Кога сте свесни дека сте му сгрешили како прво на Бога и потоа на ближните, нормално ако било меѓу вас и некој од ближните, тоа е вистинското покаяние. Нешто жалите, на вистина жалите и тоа веројатно не треба никош да ви се повтори ако вистинско се каете, затоа што свесни сте дека прво сте го повредиле Бога. И како што вели таму во Евреите, дека всушност ние го распнуваме Христа повторно кога грешиме. Овие мисли, ако ги имаме во ум, и не е само самите мисли, навистина ни е потребна сила од Бога и борба со таа наша грешна природа, која што постојаме тука со нас и си го сака своето. Потребен е Дух Свети, потребно ни е тоа ново раѓање и контрола над нашето тело, ако го храниме Духот, како што вели во Римјаните 8 глава, ако живееме под Духот, тогаш и ќе имаме и ќе добиеме и живот и ќе имаме мир. Да го изгладнуваме телото со Божја помош, да го храниме Духот и ако може би има нешто за што не сме се покаяле, да не чекаме. Знаете, затоа што чекањето, знаете што прави? Го стврнува срцето. Давид чекал 1 година. И тоа може некојаш да биде премногу, знаете. Покаяние не е, сега ми доаѓа на самиот крај едно искуство што го има во Шведска со еден романец беше. Евген, односно го викавме Јуджин таму. Покајанието не значи, односно, кога ќе сгрешите, не можете да се искупите со дела, да кажеме, да, некакви, или со подкуп, да. Ја не мислам дека знае веќе зашто станува збор. Туку ќе дојдете кај Господа, повикајте се на неговата милост, на неговиот карактер, покајте се и тој ќе ви го прости гревот. Јас свесен бев дека тој Јуджин е виновен за едно големо злодело. За мене беше големо злодело, затоа што заради него беше истеран од школата во Шведска еден мој многу близок таму пријател. Некако, не знам, црнците ми беа најблиски. Не знам зашто е така, се топле некако под душа. Овој беше од Сејшелските острови, Алберт. И замисли, се вртеше околу една студентка таму, една женска, всушност. Германката, да, ја не знае. И овој го направи сето тоа да него го исфрли од игра, за да тој биде во игра. И јас кога почнав да пуштам глас онака малку меѓу студентите, затоа што бев свесен, знаев, едноставно го видов тоа кај него. Таа нечиста совест, не знам. И кога тоа дојде до негови уши, знаете што почна да се случува? Доаѓам, не знам од каде, влегувам во собата, често пати знаеш и отклучени да не бидат тие собите или не знам, цимирот може би влегувам, гледам во собата чипс на масата. Во една прилика. Во друга прилика цело купче банани. Потоа дознав дека тоа он ги оставал. Веројатно затоа што сакаше да ме заќути. Ја не планирав и на крајот одлучив да не кажувам. Едноставно оставив, да не го кажувам, мислам. Оставив на времето на околностите да се покаже. И се покаже на самиот крај. И него го исклучија пред самиот крај, затоа што се виде конечно дека човекот се залюбил во таа германката. И тоа што го направи за да му биде чист патот, кажеме. И тоа не заврши тука, замисли си. Јас веќе сум во Македонија, поминаа месеци, он успел во својата намера, затоа што намерата не му беше да учи таму, туку да фати пат за Шпанија или Канада, така тие им беа некако како дестинации. Ми доаѓа писмо од истиот него, писменце, и позади во писмото залепени 50 евра.
Уште со тоа. Веројатно не, сега беше како благодарност, можеби затоа што него истужикав. Иако он самиот си се покажа на крајот. Значи, не е тоа начинот како треба да постапуваме, не е тоа начин да подкупуваме некого. Не, признајте го делото, дојдете кај Господ и Господ ќе ви прости. Меѓутоа, знаете зашто луѓето тоа го прават? Па? Мислат дека ќе изгубат на тој начин репутација, не знам. Затоа што гледаат на луѓето, гледаат на некои последици. Давид не гледа никакви последици овде, иако е цар он. Знаете какви последици се тоа по цар? Ама не гледа никакви последици. Свесен е за гревот, доаѓа кај Господа, го остава гревот и без разлика на последиците. Оставете ги луѓето што ќе мислеле како ќе мислеле. Битен е вашиот однос да биде чист со Бога. Тоа е најбитно и тоа е вистинското покаяние. На крајот на крштата знаеме дека Господ знае се, Господ ги чита срцата, така да каде можеме да избегаме од него. Нека Господ ни помогне и еве до некаде навлеговме до половина на псалмот кој што не поучува што е вистинско покаяние и од друга страна ни го прикажува повторно Божиот карактер, колку е тој милостив и спремен да прости. Нека му е слава на Господа. Амин.